Добар ден, ученици! На овој онлайн час по математика за 8 оделение ни се училницата ќе ве води Билјана Галева, наставник по математика. Па ајде, ако сте спремни, ученици, да започнеме. Тетратките со квадратчиња пред вас и запишете ја содржината што треба да ја реализираме овој час. Станува збор за равенки и примена на равенки во задачи. Цел на овој час е да научите да составувате и решавате равенки, и тоа линеарни равенки со коефициенти, цели броеви, равенки со непозната на едната или две страни, со или без загради, равенки со именител. Следната цел што треба да ја реализираме на овој час, поточно што треба вие да ја научите, е да знаете да ги применувате равенките во задачи. За да ги реализираме овие цели, најнапред ќе започнам со запишување на 4 изрази што содржаат променлива x. Истото направете го и вие. Запишете го првиот израз, тоа е 3 пред заграда, во заграда 2x минус 1, следниот израз x плюс 7, па потоа 5x минус 3 врз 3 и последниот, односно четвртиот израз 3x плюс 2 врз 2. Сега групирајте ги изразите меѓу себе и тоа групирањето направете го меѓу првиот и вториот израз и третиот и четвртиот. Меѓу нив ставете знак за еднакво. На овој начин ќе добиете две различни равенки. И да ги решиме овие равенки. Првата равенка ќе ја именувам со А, а тоа е равенката 3 пред заграда во заграда 2x минус 1 еднакво на x плюс 7. Во оваа равенка забележувате дека имаме заграда и тоа само на едната страна. Вакви има многу равенки, меѓутоа имаме равенки со загради и на двете страни, со повеќе од една заграда, на едната со загради и на едната и на другата страна, една и повеќе од една загради. Сите равенки од овој вид се решаваат на следниот начин. Прво се ослободуваме од заградата, потоа правиме преместување на членовите од една на друга страна на еднаквото, и тоа со инверзна операција, и на крајот доаѓаме до решението. Во оваа равенка, најнапред, како што кажав, треба да се ослободиме од заградата. Се ослободуваме на тој начин што со бројот што го имаме пред заградата се множи секој член внатре во заградата. Значи со 3 го множиме 2x и добиваме 6x, потоа со 3 го множиме и минус 1 и добиваме минус 3. Останатото го припишуваме. Тоа е еднакво на x плюс 7. Следниот чекор што треба да го направиме е да ги преместиме членовите со x на левата страна, а останатите, односно броевите, на десно. При преместување или префрлување на член од едната на другата страна, се менува операцијата. Значи, оваа се прави со инверзна операција. Се менува операцијата во спротивна. Така бројот 3, ако го преместиме на спротивната страна, ќе се промени
операцијата од одземање во собирање. Потоа бројот x го запишуваме на левата страна, односно го преместуваме на левата страна од еднаквото и наместо собирање имаме операција одземање. Значи, ова го правиме преку инверсна операција. На овој начин добиваме 6x минус x да е еднакво на 7 плюс 3. Следно, ги сведуваме сличните членови на двете страни од еднаквото, што значи 6x минус x е 5x, а десно 7 плюс 3 е еднакво на 10. 5x е 10, меѓутоа ние треба да пресметаме колку е x. Па затоа бројот што е пред x го преместуваме на спротивната страна и при тоа да не заборавиме, ја користиме инверзната операција, значи наместо множење на спротивната страна ќе имаме делење и добиваме x да е еднакво на 2, затоа што 10 поделено со 5 е 2. Равенката под b, односно втората равенка, еве јас ја именував како равенка b, е равенка која нема загради, меѓутоа има именител. Ваквите равенки ги решаваме на тој начин што најнапред треба да се ослободиме од именителите, а најлесно и наједноставно да се ослободиме од именителите на двете страни на равенката, односно на двете страни од еднаквото, е со вкрстено множење. Значи, првиот чекор во ваквиот вид на равенки, што треба да го направиме е да се ослободиме од именителите, како што кажав, со вкрстено множење. Тоа значи членовите во броителот од левата страна треба да ги помножиме со именителот на спротивната страна. А пак членовите во броителот на десната страна треба да ги помножиме со именителот на спротивната страна, во овој случај тоа е со бројот 3. Значи множиме вкрстено. И при оваа множење броителите ги запишуваме во заграда. Сега равенката од равенка со именители ја сведивме на равенка со загради. Понатаму решавањето е сосема исто како што е во равенката А. Накратко да го објаснам начинот на решавање, што пред малку го кажав во равенката А. Значи, прво се ослободуваме од заградите и на двете страни, сега во овој случај. Потоа ги преместуваме членовите со x на левата страна, броевите на десната, па сведуваме и добиваме x да е еднакво на 12. Кога не сме сигурни во точноста на решавањето на равенката, може да направиме проверка. Еве ќе покажам во равенката А како на кој начин може да ја направиме проверката. Значи, вредноста што ја добивме за x, односно решението на равенката, x, а тоа е x еднакво на 2, го заменуваме во почетната равенка и така добиваме на левата и десната страна од еднаквото бројни изрази
кои што треба да ги решиме. На левата страна го имаме бројниот израз 3 пред заграда, во заграда 2 по 2 минус 1, а на десната страна 2 плюс 7. Значи сега треба да ја откриеме вредноста на бројниот израз и на левата и на десната страна. И доколку вредноста на бројните изрази што ги имаме и на двете страни е иста, решението на равенката е точно. Значи лево, прво решаваме во заградата, 2 по 2 е 4, минус 1 3, 3 го множиме со 3, а десно 2 плюс 7 е 9, 3 по 3 е 9, 9 е еднакво на 9, што значи вредноста и на двата бројни изрази е иста и решението на равенката е точно. Проверката на втората равенка ќе ја направите вие сами, според тоа како што дадов објаснување во равенката А. Следната цел што треба да ја научите на овој час е примена на равенки во задачи. Равенките може да ги користиме за решавање многу проблемски задачи од различни области. Па затоа треба внимателно да го прочитаме проблемот и потоа да составиме соодветна равенка која ќе ни помогне да го решиме тој проблем. Сега ќе ви покажам една задача преку која што треба да одредиме големина на агли во триаголник користејќи равенка, односно со составување на равенка и откривање на решението на таа равенка, може да ја одредиме големината на аглите во даден триаголник. Забележувате на цртежот триаголник, и тоа триаголник ABC, со дадени агли и аглите ни представуваат изрази со променлива X. Значи го имаме аголот А, чија големина е X плюс 13, потоа го имаме аголот Б, со големина 3x минус 9 и аголот С, чија што големина е 4x. Задачата е да ја одредиме големината на овие агли во триаголникот. Значи, како што кажав и пред малку, до големината на аглите во триаголникот ќе стигнеме преку равенка. Најнапред треба да составиме равенка, но за да ја составиме таа равенка ќе го искористиме својството за збирот на внатрешните агли во триаголникот. Знаете дека збирот на внатрешните агли во триаголникот изнесува 180 степени, па според тоа може да ја запишеме равенката x плюс 13, првиот агол, плюс 3x минус 9, вториот агол, плюс 4x, третиот агол, сето тоа да е еднакво на 180. Во оваа равенка што ја составивме немаме загради, нема ни именители, па чекорот што треба да го направиме за да стигнеме до решението на равенката е да ги подвлечеме сличните членови. Најнапред со една црта ќе ги повлечеме членовите со x, што содржаат x, а потоа со две црти броевите. Значи x плюс 3x плюс 4x ги подвлекуваме со една црта
и со 2 црти 13 и минус 9. Следно ги сведуваме сличните членови, односно ги собираме. X плюс 3x плюс 4x е 8x. 13 минус 9 е 4. 8x плюс 4 е еднакво на 180. Во оваа равенка следниот чекор што треба да го направиме, бројот 4 да го преместиме на спротивната страна и веќе кажавме дека тоа го правиме со инверзна операција, значи операцијата ја менуваме од собирање во одземање. На левата страна ни останува 8x, десно добиваме 176, затоа што 180 минус 4 е 176. Сега го преместуваме бројот 8 на спротивната страна и ја менуваме операцијата во спротивна, од множење во делење и добиваме x да е еднакво на 22, затоа што 176 поделено со 8 е 22. Со одредување на вредноста на x, ние може сега да ја одредиме големината на аглите во триаголникот, заменувајќи ја таа вредност во самите изрази што ги имаме за секој од аглите. Бидејќи аголот А е еднаков на x плюс 13, тоа значи x ќе го заменеме со 22 и ќе добиеме големина на агол А 35. Бидејќи 22 плюс 13 е еднакво на 35. Истото го правиме и во аголот Б и во аголот С. Аголот Б откриваме дека има големина од 57 степени и аголот С 88 степени. Значи аголот Б, кој е даден преку изразот 3x минус 9, ќе го добиеме ако x го заменеме со 22, тоа значи 3 го множиме со 22, добиваме 66 минус 9 е 57 и аголот С 4 по 22 еднакво на 88. Големината на аглите во триаголникот се 35, 57 и 88. Преку оваа задача ја видовме примената на равенките и го решивме проблемот со аглите. Со ова го завршуваме часот. Следува домашна задача преку која што ќе проверите дали сте научиле да составувате, да решавате равенки и дали сте ја научиле примената на равенките. Првата задача ви е: поделете се во групи и секој член од групата нека запише по еден израз со непозната, а потоа составете равенки и решете ги истите. И втората задача преку која ќе проверите дали сте ја научиле примената, ви е дадена права да ја одредите вредноста на x прво, а потоа да ја пресметате големината на аглите што ги забележувате на таа права. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатен ден, седете дома и чувајте се.